Здраво, јас сум Марија Лозановска, вие сте на едно поинакво патување со мене. Размислував што е она што ми ја смирува душата. Погледнав наоколу, се распрашав, но не дознав. Знам, тој одговор се крие единствено во самите ние. Не можеш да дзиркаш по туѓите дворови за да видиш што е добро за тебе, затоа што никој од нас ги немаме истите предизвици, истите размислувања и истите искуства. Ајде, дзирни во себе, таму ти е мирот. Многумина од нас не знаеме колку многу стравови имаме во нас и наместо да се ги зачистиме, ние ја бараме грешката во другите. Не, драги мои, мирот не е надвор, мирот е дома, мирот е одвнатре. Затоа, поседи дома, запрашај се и одговори си. Но биди искрен за да се пронајдеш. И не мора денес. Бог ни дал толку многу време за да се формираме во оние личности во кои сме предодредени да бидеме. Секој ден е нова можност да се подобриме. Не сваќајте ја грешката како нешто лошо, тоа е дел од учењето, од спознавањето. Ајде, почни да бидеш она што срцето ти вели да бидеш. Почни таков, несовршен, неподготвен, само почни. Се почнува од 0, не од 10. Направи ја таа грешка од која толку многу се плашиш. Така утре ќе научиш како да се подобриш. Никој не сме се родиле вешти. Сите мора да поминеме низ сито и решето, за да дојдеме до таа чистина на направеното. Мислев дека за да го живеам својот сон дека треба да почнем гламурозно, со скапа опрема, со добра естетика, со функционалност на направеното. И така само поминуваше време, чекајќи најдобрата верзија од себе. Никогаш не дојде сама, таа мораше да биде придружувана од таа обичната, без искуство. Без гајле, секогаш ќе има подобри од тебе без разлика што и да направиш. Поубави, повешти, побогати, пописмени, но запомни, тие никогаш нема да бидат ти. Ти си најдоволен. Јас сум човек кој е подложен на промени. И сакам да бидам креативна во текот на денот. Сакам да измислам нешто ново, макар некоја нова навика. Знаеме дека повторувањето на една работа преминува токму во навика, па зошто не изберете да правите секој ден нешто здраво за своето физичко и ментално здравје? Да, секој ден е тешко да пробуваш нешто ново, но пробајте. Јас одбрав токму така, со потешкиот пат. Промените знаат да се тешки, но тоа не е тежок пат за мене, току тоа е единствениот пат што јас го знам. И како што кажа во мојот текст, доаѓа новото време да останеме мирни. Ќе се навикнеме и на ова, ќе помине. Треба сега повеќе од кога и да е да бидеме посвесни, попаметни, поодлучни. Ова е време кога човекот учи лекција. Знаете кое време доаѓа? Тоа поубавото. Секогаш треба да е полошо пред да биде подобро. Не можам да замислам тогаш колкава убавина ќе биде. Моравме да успориме. Се тркавме со времето и со луѓето. Кој каде отпатувал, кој колку потрошил, кој каде бил. Сега сме сите исто. Затворени, исплашени за здравјето и иднината. Нема каде да се трошат парите. Нема повеќе слики по социјалните мрежи кои каде сме биле. Ќе чепкаме само по спомени. Од морета, од луксус, фалба, алчност. Ова ќе не врати многу векови наназад. Кога ретко патувале, кога многу не имале, само еден со друг. Без грижа, драги мои. Знаете што ќе се случи кога ќе излеземе надвор? Поголемо почитување. Тревата ќе биде позелена, воздухот почист, реките побистри, дивите животни повесели. Ние повеќе ќе се цениме.
затоа што не знаевме што имаме. Како уметник и писател, секогаш ја гледам уметноста во страдањето. Секогаш си велам што добро може да се извлече од ова. На земјата и требаше мир, а ние да видиме до каде сме со животот. Секогаш немавме време да видиме што сме направиле од нашите животи. Сега имаме и ќе излеземе многу посилни. Драги мои, универзумот не подготвува за подоброто време. Затоа и почна новата декада. Премногу си наштетивме и премногу на околината и наштетивме. Ќе помине и ова. А ќе испливаат од ова и ќе не водат токму несилните. Без паника, драги мои. После ова сонцето потопло ќе не грее. Парите се заработуваат. Само тишината не се купува. Останете дома. Планетата Земја се реновира.